Почитувани, долго време СДСМ опоменува за катастрофално лошата состојба во битолското образование. Но наместо конкретни одговори и решенија за проблемите, ДПМН продолжува да ја замајува јавноста со иронични и театрални пресконференции. Продолжувајќи со нашата мисија за обзнанување на поразителните долгови во образованието, прашуваме дали средното медицинско училиште должи 1 милион и 730 илјади денари, а средното земјоделско училиште 2 милиони и 500 илјади денари. Ако тоа е вистина, за што говорат фактите, тогаш 6 општински средни училишта во градот за грејење, вода, струја, телефон и услуги кон дискоградба должат над 14 милиони денари, што ке рече близу 230 илјади евра. Ако згора на ова се додаде долгот за бесплатниот превоз за учениците, кој е над 1 милион евра, тогаш доаѓаме до еден поразителен факт. Само 6 општински средни училишта во Битола должат близу 1 милион и 300 илјади евра. Досега незапаметено во историјата на битолското образование. Поради овие долгови во училиштата фалат многу нешта за нормално одбивање на наставниот процес, а замислете, нема ни хартија за печатење на тестови. Од ДПМН бараат конструктивни идеи и конкретни предлози. Па еве, ќе им ги дадеме. Наместо нивниот гласноговорник театрално да мавка со празни листови хартија, истите да ги донира во училиштата каде им се повеќе од потребни. Или уште поконкретно, да ги достави до градоначалникот Талески, за тој конечно да собере храброст и доблест и конечно да одговори на прашањата кои ги тиштат професорите, учениците, нивните родители, а воопшто и битолчани. Каде и зашто во овие 8 години Талески потроши 200 милиони евра од буџетот? Зошто дозволи училиштата да тонат во долгови? И како и кога мисли истите да ги врати?